Здраво, драги пријатели, добродојдовте во уште една епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска повторно одговарам на 3 прашања од наша драга пријателка Марија, која што ми ги постави и на кои што би сакал да дадам одговор, можеби и некогаш сум зборувал на дел од овие прашања, но дефинитивно вреди да се погледнат и да се одговори на нив. Дали пуканки без масло и сол се добри за мене или не? Марија, пуканки за тебе или за било кој, мислам, не знам конкретно што значи тоа за тебе, дали можеби имаш одредена цел, дали можеби си во процес на намалување, на качување на мускулна маса и така натаму. Како и да е, пуканките без разлика, дали, мислам, пуканките не се воопшто опасни и пуканките се дури можеби и добра опција да човек има како ужинка. Можеби некој од вас досега читал, истражувал во врска со тоа. Моето лично мислење за нив е дека се окей, може да ги имате во некоја од ужинките, како меѓуоброк, така да начинот можеби само на кој што се приготвува треба да се припазува и нормално. Да солта е у принцип можеби најголемиот проблем кај пуканките, затоа што често знаеме да ги пресолиме или можеби да бидат такви карамелизирани со шекер и чуда, тоа веќе е проблем, но ако се можеби подготвени на не толку солен начин, би биле и сосема во ред да се јадат, па и можеби 2-3 пати неделно. Така да слободно можеш да ги користиш без разлика каква ти е моменталната цел и во каков процес си моментално или сакаш да тргнеш. За ова прашање толку можеме да го погледнеме и второто. Како да ја употребувам водата во текот на денот? Дали да пијам пред или после јадење и колку? Марија, мислам дека имам зборувано на овие теми за вода и за хидрација, али како и да е, пошто не се сеќавам, ќе ти одговорам. Прво за количината, значи има една формула по која што Светска здравствена организација препорачува да се пие вода, а тоа значи дека на 25 кг телесна маса треба да доаѓа литар вода и во превод ако имам 50 кг треба да пијам 2 литри, ако имам 75, 3, 100 кг, ако имам треба да пијам 4 литри, колку што ми требаше мене можеби кога јас се освестив дека треба нешто да променам. Како и да е, водата, она што треба да се запазува е нормално дека ако треба да испијам 3 литри, не треба тоа да биде литар по литар, туку да биде во текот на целиот ден. Со тоа што ако земеме, не знам, 3 литри се од прилика 12 чаши на вода, тоа би значело ако јас сум 12 часа буден, а сигурно сум 12 часа буден, би требало на секој час да пијам по една чаша вода. Сакате наеднаш, сакате постепено пиете таа чаша, али е многу едноставно да се запазат и да се внесат потребните количини на вода. Сега тоа што ме праша исто за дали пред јадење или после јадење, и често го имам, неколку пати го имам добиено ова прашање и искрено многу се немам продлабочено во конкретнава тема и не знам точно да ти одговорам како е најдобро, но она што го знам е дека многу од луѓето се фаќаат за влакно и за ситници од типот дали ако ручам и треба водата да пијам после пола сат од кога ќе јадам или треба да помине 1 сат и така натаму, затоа што pH вредноста можеби ќе биде нарушена во желудникот, али ќе ви кажам дека pH вредноста не може да биде кузна на каков начин нарушена од било каква храна и течност која што ја внесувате во телото, затоа што киселоста во желудникот е во огромни размери и кога имате вие било каков оброк или пиете вода, можеби киселоста се намалува, ама тоа се незначителни нијанси. Она што јас го правам е секогаш пием вода можеби после пола час од како ќе јадам, но не затоа што има некаква логика или јас сум нашол некаква логика во тоа, затоа што така ми е навика и така пијам вода. Она што е многу поважно од тоа кога ќе ја пиете водата е да го снабдите телото со потребната количина на вода и да го хидрирате, а за тоа дали ќе испиете пред јадење или после јадење не прави голема разлика и јас би ви кажал дај Боже да тоа ви е единствениот проблем во исхраната со внесовите на вода пред или после јадење. Така да не се секирај по тоа прашање, искрено и не знам точно да ти одговорам у кој дел од пред или после јадењето би требало да испиеш или не испиеш вода. Прогуглај, можеби ќе најдеш одговори, еве, слободно можеш да ми го споделиш, па ја ќе го споделам на публикава, али како и да не се секирај, најважното е да ги внесеш потребните количини на вода кои што ти требаат во текот на денот. И има уште едно прашање кое што ќе го погледнеме сега и ќе ти го одговорам.
Дали фалафелот може да се вброи во здрава храна? Марија, фалафел, знаеш дека не ми беше јасно што и морав да те препрашувам, искрено прв пат слушнам за таков продукт, но се работи уствари за оние сите кои што можеби не знаете што е фалафел, тоа се ќофтиња од леблебија. Начинот на кој што се произведуваат и се подготвуваат, искрено не го знам и не ми е јасен, не ни прочитав, можеби требаше, но како и да е, леблебијата ако ја земеме и ако фалафелот е производ од леблебијата, слободно во колку сакаш количини за време на ужинки, леблебијата за мене лично е можеби најдобриот јаткаст производ, затоа што има одличен извор на протеин, има одлични јаглехидрати, нормално вклучително тука и витамини и минерали, така да се што се прави од фалафел, дали можеби од леблебија, дали тоа се вика фалафел, дали можеби се прави од наут кој што не знам, е намас и така натаму, е супер производ затоа што самата леблебија, односно дали наут како сакате, е одличен извор на нутритивна вредност, така да слободно можеш да го користиш и од мене имаш 5 зелени светла за овој производ. И ова беше и последното прашање, третово кое што ни го постави Марија, фала ти уште еднаш. Тука се одјавувам и ве оставам во здрави животни навики. Се гледаме во следната епизода. Чао!